Почитувани, она што вчера СДСМ го објави во јавноста за случајот со бегството на Груби се потврди како целосна вистина за неполни 3 часа по нашата пресконференција. Факт е дека полицијата не си ја завршила работата и Тошковски, почитувани, не е никаков херој, туку неспособен министер. Но она што денес ќе го откриеме, ќе отвори сериозен сомнеж дека не станува збор за пропуст, туку координирана акција за пуштање на Груби. Ова, почитувани, е скандал од епски размери, за кој Тошковски мора итно да излезе и да ја каже вистината, а потоа да си поднесе и оставка. Имено првата вистина за која молчи Тошковски е дека целосно потврдила контролата на Блаце, поставена на кружниот тек 3 дена пред бегството. Зошто Тошковски молчи дека тие полицајци немале насока и не знаеле кого треба да чекаат и проверуваат? Дали се намерно оставени без никаква насока и со тоа не знаеле каква контрола треба да направат? Дали ќе се одважи Тошковски денес да одговори на ова прашање? Но она што денес ќе го кажеме е директно поврзано со најавите за суспензија на 20 полицајци на Блаце, за кои вчера МВР имаше и официјално соопштение. Едно од лицето БЈ, чиј идентитет засега нема да го откриеме, внимавајте, службеник кој е поставен на таа позиција откако Тошковски станува министер. Значи, по налог на Тошковски, БЈ е прераспределен на позиција контрола на граничен премин, иако претходно извршувал друга работна задача, не поврзано со контролата на граничните премини. Ова, почитувани, значи дека човекот кој го има пропуштено Груби е негов личен избор за таа позиција. Го прашуваме Тошковски, дали е вистина дека токму од овие причини, за да може да врши вакви действија, БЈ е поставен на оваа позиција. Да се подсетиме, по истата шема, при бегството на терористот Блерим Рамадани, Тошковски ги обвини лицата кои го пропуштиле, кои тој самиот ги назначил. За да е појасно, ако тогаш стануваше збор за избор на коалицијските партнери на ВМРО, ДПМН Евлен, сега станува збор за лице кој е избор на Тошковски и ВМРО ДПМН. Понатаму, МВР вчера соопшти дека се изречени суспензии за 20 полицајци. Но внимавајте што се случува. Полицајецот БЈ, истиот ден откако го пропуштил Груби, земал боледување. Со тоа де факто не може да биде суспендиран се додека му трае боледувањето. Зошто Тошковски лаже дека се суспендирани кога тоа не е направено? Дали сака да го заштити или пак чека да се запошоти целата оваа ситуација? И зошто не е поднесена кривична пријава против полицајците, туку наводна суспензија кога станува збор за дело за кое може да се поднесе кривична пријава? Понатаму, до кога ќе удира Тошковски по самарот во услови кога тој лично и целата акција која ја предводел затаила, или како што се сомневаме е намерно изведена за да се пропушти Груби? Кога Тошковски ќе поднесе одговорност за сите скандали кои му се случуваат? Јавноста чека одговори и честност, министре. Ако сте доблесен, ќе си поднесете оставка. Ви благодарам.